Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Со ново петочно издание на радиочасот Глас од Македонија, почитувани слушатели, во кое сакам заедно со вас да споделам и радост, и среќа, понекогаш и некој проблем, тага или недоразбирање. Но најважно од се, секогаш да сме за и со Македонија, да се бориме против сите неправди, но никако да не се откажуваме, зашто Македонија е се што имаме. Нека знае Европа, нека чуе сиот свет, како зракот сонце, како мирисот цвеќе, ти си наш најубав цвет. Како зракот сонце, како мирисот цвеќе, ти си наш најубав цвет. Македонијо, ти си се што има
А сега за нашите најмлади слушатели. Драги дечиња, здраво! Минатиот петок ви кажував за нашиот македонски бог Македон. Ви кажував и за Ксантика, во која тој бил заљубен. А која е таа Ксантика? Пролетта со обновување на природата, раскитена со дрвја, трева и цвеќиња. Затоа пак вечерва ќе ви кажувам за земјата во која се родил и Македон и многу други богови, па и Филип и Александар Македонски, како и многу светци, и многу партизани, и многу комити. Да отпочнеме со ред. Кога светот се создал во космички размери, кога се создале планетите, галаксиите, сонцето, била создадена земјата со се живо и постоечко. Планините, вулканите, океаните и сите земни убавини во раскошна природа се распослале низ полињата на Македонија. Ја здогледале боговите и позавиделе на убавината, па решиле таа да биде божествената земја за нив. Ја избрале македонската планина Олимп за своја татковина, да уживаат сите богови окружени со сите убавини околу реките, езерата, морињата, блеснати во сончевина. А луѓето умни, убави, надарени, божествени, набргу се здружиле со боговите и во разни светилишта заедно се веселеле и славеле. Оттаму е од боговите македонското потекло и оттаму се имињата на реките, планините и градовите со имиња на боговите. Заедно живееле боговите, божествата, боголиките, херои, цареви и сите македонци, Зевс, Аполон, Херакле, Македон, музите, односно самовилите и македонците, ја одржувале космичката енергија преку сонцето. Царевите ги нарекувале Божи синови на сонцето, што дава живот и убавина. Затоа пак македонците си го зели сонцето за знаме до ден денешен. Го сретнуваме, како што знаете, како символ на орадијата, штитот, куполите на црквите, накитот, насекаде како потпис на македонскиот народ, слава, храброст на сончевите зараци, исто така на везовите, на селските носи и на многу други места. Кога на Олимп се ковал златниот меч, зрачел од сонце, таков Македон им го дал на македонците. По македонските ливади, полни со цвеќе, музите, односно самовилите, играле соро со венци на главата, како што и сега играат македонските невести. Божествени ора и песни, божествени луѓе со божествен живот и убавина биле македонците. Тие се преземале од боговите, учеле од нив и ги славеле во Аполоновите светилишта со истата светост. Оттаму е Македонија света, библиска земја во центарот на светот со помош на сите светци. Музите го подучувале народот и го надарувале. Така музата или самовилата Уранија ги научила македонците да ги следат космичките промени, движењето на сонцето и промените на природата на земјата, со што се правел прецизен календар за земјоделието. Со таа цел, пред 4000 години, македонците во Кокино, таму кај Кратово и исто така и Куманово, ја изградиле астрономската обсерваторија. Со тоа останале блиски со боговите и со космичките движења, а македонците граделе безброј култни светилишта за да ја направат Македонија најубавата земја на целата планета. Беше си била Македонија и останала и ќе биде таква божествена, така рече Ангелина Маркус. Добра ноќ, драги дечиња. Срце чувам земја една, да се љуби знај е вредна. Љубов дава, љубов прима. Јас сум
Повторно сме со рубриката Вистински настани, но кажани како преданија или верувале или не. Претходно би ве замолила, почитувани слушатели, доколку имате некои чуда што се случувале во вашите местава, без разлика дали се со светци, духови, самовили, што навистина за помладиот свет можеби е чудно, но пратете ми за да го презентирам овде на овој мој радиочас, за кој пред време ви благодарам. Инаку и вечерва ќе се задржиме за светицата Света Петка во село Велгошти, манастирот Охридско. На 7 ноември 1944 година беше ослободен градот Охрид од фашистичкиот окупатор. Непријателите се заминаа, но од партизаните кои се бореа во народно-ослободителната борба се уште беа во Охрид и Охридско, меѓу кое и во манастирот Света Петка во Велгошти. Нормално, како и секаде, мораше да се чува и стража. Така како што спиеле партизаните во манастирот, еден од нив стражари веќе ноќе. Некаде доцна вечерта гледа како некоја особа облечена во црна долама и со кандило в раце се шета низ ходниците манастирски. Тој почнал да вика "стој", но таа си продолжила да оди. Повторно викал да застане, но истото се случило и стражарот ја вперил пушката према неа. Утредента стануваат партизаните и го најдуваат мртов стражарот. Тоа се повторило и со други двајца стражари, за да се најдат утредента мртви. На крај официрот, како и другите кој мислел дека има некој непријател за да ги убива, па одлучил тој да стражари таа вечер. И што се случило? И тој гледа во долама особа како се шета со кандило низ ходниците на конаците. Нормално дека и тој ја предупредил неколку пати да застане, иако таа не го послушала, за да на крај ја впери пушката во неа, а таа тогаш се свртела со лицето према него и кога ја видел што ќе види ликот на Света Петка, исто како и на иконата. Едниот ден ја собрал четата и си заминал од Велгошти. Naše selo Malovo ima dejče pristalo. Aman, 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 da dobre ima dejče pristalo. Aman, 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 da dobre ima dejče pristalo. Mori dejče pristalo, da li bi me sakalo. Mori dejče pristalo, da li bi me sakalo. Aman, 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 da dobre, da li bi me sakalo. Aman, 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 da dobre, da li bi me sakalo.
Запознајте го светот на едно место, во дланката на радиочасот Глас од Македонија или The Voice of Macedonia, а вашите имиња, вашите бизниси, вашите дела, таленти нека се распространат меѓу нашите сонародници во светот, а тоа ви го нуди вашата радиопрограма Глас од Македонија. Контактирајте не на Viber на 647-780-6549 или можете да пишете на имейл dbelchevski@yahoo.ca или пак на Facebook под Драгица Лапајковска Белчевска. Со тоа ќе имаме и меѓусебна помош. Тимот Недам Тим, реалистет, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15-годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот. Телефонирајте уште денес на 647-333-9628 или 905-877-8262 и побарајте го Васко Недановски од Недан Тимот. Дали сакате да купите или да лисате кола од марката Volkswagen или ви треба поправка или пак некој дел? Побарајте го Васил Кајчевски на 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката на Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и брз сервис, но за многу поволна цена што ви нуди Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. За да и вие бидете дел од радиопрограмата на Глас од Македонија, приклучетени се со ваши идеи, со обичаи, преданија, песни и така натаму. Да ве вратиме со мислите во вашите родни места, на годините поминати таму, кога на Великден на сред село го виевте македонското оро, на Ѓурѓовден кога со црвени јајца на нишалка се нишавте, на свадба кога на венчавка невеста носевте. Што значи, радиочасот Глас од Македонија припаѓа на сите вас, драги мои македонци, ќе зборува и пее доколку и вие помогнете, ќе зборува и пее доколку сакате да кажете онака како што вашата мајка ве научила да зборувате, но исто можете и да се рекламирате доколку се јавите на 647-780-6549. Понудете ја вашата идеја за да зборуваме и пееме како браќа и сестри од сите делови на Македонија, Вардар, Пирин, Егеј и Мала Преспа, а тоа е само заедно да бидеме. Има еден дом сред жолто лисје, стајан е тој во сите мисли, покрив тој е твој и кошмар тој е мој, редок миг пред куќен праг, скриен поглед толку драг, копој. Секој ден си ти под иста стреја, гула без лед во воздух смеја, ладна како лед, па бујна како цвет. Стојам долго, долго јас, гледам чудно и без глас. Конем, чија си, на кого радости му носиш, звезда си во некој облак како план. Чија си и кој ти гали долги коси, свет си мој, а ниту име не ти знам.
dен што не се зори, скриен е тој во сказни гори. Мора да си ти од него еден дел, еден допир толку мал, еден бакнеш со се мал, а врел чија си, на кого радости му носиш, звезда си во некој облак како плам, чија си и кој ти гали долги коси, светци мој, а ниту име не ти знам. А ниту име не ти знам. Со самото слушање на програмата на YouTube под The Voice of Macedonia, почитувани слушатели, кликнете на subscribe кој е бесплатно, односно free. Со тоа ќе бидете и дел од емисијата на Глас од Македонија, а исто така и ваша поддршка за самата наша радиопрограма. А сега да одиме со прилогот за костурскиот војвода и поет, роден во село Дмбени, Лазар Поптрајков. Лазар Поптрајков е еден од поистакнатите македонски револуционери и војвода на ВМРО од Римската организација, кој е роден во непосредна близина на планината Вичо во костурското село Дмбени. По завршувањето на основното училиште, своето образование го продолжува во Костур, а гимназија во Солун, каде ја започнува својата револуционерна дејност, станувајќи член на Македонската револуционерна организација, а потоа се враќа во Костур за да биде екзархиски учител. Тоа на Поптрајков му помогна за да ги обиколи костурските села и да пропагира револуционерна борба и како прв организатор на костурската околија, секој негов слободен ден го користеше во основање на комитети на ВМРО по селата. Во тие редови се вклучуваат Коте Христов од село Рула, Митре Влаот, Никола Андреев, Пандо Клашев и други. Како борец против неправдата, кој се бори против турското господство, но и против грчката духовна хегемонија, Лазар Поптрајков станува еден од најомилените кај населението во Костурско.
1899 година назначен е за врховен началник на ВМРО во Костурско, каде почнува да набавува големи пратки оружје, но е и уапсен 4 години затвор во Корча. Меѓутоа, одлежал само 2 години. Повторно станува началник на Костурското ВМРО. Како костурски делегат со Чакаларов и Клашев земал учество на Смилевскиот конгрес во април 1903 година за дигање на востание, за да потоа се вратат во Костур и се борат против турците во селата Смрдеш, Рула, на врвовите Локвата и Винјари, во близина на неговото родно село Дъмбени и други села. За време на Илинденското востание тој станува војвода. По еден месец борба во Костурското здружените востаници, кои броеле околу 2000, се делат на 2 групи. 900 на чело со Васил Чакаларов одат да се борат во Мала Преспа, денес во Албанија, за да изгорат неколку башибозучки села. Потоа 500 души на чело со Лазар Поп-Трајков и Иван Попов заминуваат во Мариово да се приклучат на тамошното востание. Додека пак останатите востаници во Костурско остануваат, а за жал Поп-Трајков, изнемоштен од борби и глад со борбата во Мариово, разочаран што во Прилепско ниту едно село не востанало, тој со групата повеќе од 300 души се враќа во Костурско, а другите околу 150 остануваат со Ѓорѓе Петров. Подоцна одат да ја дигнат во воздух железничката линија во Лерин, кон која се приклучува и Лука Иванов, подоцна ќе биде и водински војвода, како и Јово Јововиќ со српско потекло, кој отишол како доброволец во станието. Коте Христов, кој пред тоа ја напуштил организацијата, станал шпион на грчкиот комитет, односно на владиката Германос Каравангелис. После сиве овие востанија, Коте Христов од село Рула, Божем пак се спријателува со Лазар Поп-Трајков, бидејќи Поп-Трајков беше трн во очите на грчкото духовно господство во Костурско, тие нудат се што можат за да Лазар Поп-Трајков биде мртов. И така во октомври 1903 година во падините на планината Лисец до селото Рула, тогаш кога беше ранет од куршум во устата и јазикот и речиси беше нем, односно едва изборуваше, отиде да се сокрие кај Коте Христов, мислејќи дека му е пријател. Предавнички со подмама на Коте Христов излаклан или поточно одсечена му е главата со раката на Коте Христов од Рула, поранеше негов сопартиец, за да одсечената глава на овој голем револуционер, но и поет Лазар Поп-Трајков, Коте Христов му ја однесе во вреќа главата кај грчкиот владика Каравангелис, за која добива и парична награда. Но името на Лазар Поп-Трајков меѓу народот во Костурско остана и ќе остане најсаканиот војвода борец за Македонија. Zašto vi dokad
А сега од поезијата на Никола Белчевски. Ве сретнав и вас и приметеа мојата скромна радост вие во 20 век. И јас понекогаш се осеќам стар и не чисто се сеќавам на сите литурги што поминаа во мојата волнена торба. Но сум среќен и се радувам се уште што расте стариот корен. Моето семе се уште се шири и раѓа. Се сеќавам на кучињата што лаеја, тогаш беа погласни и смртно касаа. Тие се уште лаат, токму оние кои ги раниме да не чуваат нас. Ех, дете мое, радувај се на ова денешна светлина. Радувај се на семето на писменоста што го посеавме ние. Радувај се на перото што летна низ целиот наш словенски народ. А ти, Науме, таму далеко од својата срж, радувај се на овие трендафили што го красат твојот гроб и се гордеат со нашата пот, а кучињата пак нека лаат. Negde ke te sokrija, grob so groba ke pokrija. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Vekovi, vekovni, zajedno ke mineme, drevna zemljo makedonska. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Векови, вековни, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Може да те одречат, други да те предадат, можат се што да измислат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш.
Уште еднаш да ве подсетам да со самото слушање на програмата на YouTube под The Voice of Macedonia кликнете на subscribe, кој е бесплатно, односно free. Со тоа ќе бидете и дел од емисијата на Глас од Македонија, а исто така и вашата поддршка за програмата ќе биде добродојдена. За да пак и вие бидете дел од радиопрограмата на Глас од Македонија, приклучете ни се со ваши идеи, со обичаи, преданија, песни и така натаму, да ве вратиме со мислите во вашите родни места, на годините поминати таму, кога на Великден на сред село го виевте македонското оро, на Ѓурѓовден пак кога со црвено јајце на нишалка се нишавте, а на свадба кога на венчавка невеста носевте. Што значи, радиочасот Глас од Македонија, кој припаѓа на сите вас, драги мои македонци, ќе зборува и пее доколку и вие помогнете. Ќе зборува и пее доколку сакате да кажете онака како што вашата мајка ве научила да зборувате, но исто можете и да се рекламирате. Јавете се на 647-780-6549 на Viber, а понудете вашата идеја за да зборуваме и пееме како брајки и сестри од сите делови на Македонија, од Вардар, Пирин, Егеј и Мала Преспа. Во темнина си била, колку темни сказни знаеш, земјо мила, колку страдања на раменја си брала, колку жртви ти за слобода дала. Знаеш сводот вечен, знаеш тиот свет, кога Вардар течел и европска глед, колко света сила дори твој се зби. Земјо мајко ти, колку векови во темнина си била, колку темни сказни знаеш, земјо мила, колку страдања на раменја си збрала, колку жртви ти за слобода си дала. Течел и европска клет, колко света сила дори твој се зби, колку биваш мила, земјо мајко ти, колку биваш мила, земјо мајко ти.
И се наближуваат и последните минути од вечерашнава наша петочна емисија. Искажувајќи ви голема благодарност за вашето внимание, слушајте не в недела вие кои можете да отворите на вебсайт на CMR на 101.3 FM во 6 часот навечер по канадско време. Но немојте да заборавите да не слушате и идниот петок, повторно отворејќи на YouTube под The Voice of Macedonia од 8 часот навечер, а вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд. Thank you.